Добра вечер, почитувани. Добре дојдовте во уште едно ново издание на Дневникот. Да ги видиме кратките најави, останете со нас. Куманово ќе има доволно вода до крајот на годината. Амбасадорот на Италија во посета на Куманово. Неопходна психолошка поддршка при процесот на развод. Браните Глажње и Липково во моментов располагаат со доволни количини вода. Најголемата општина во земјава Годинава ќе нема проблем со водоснабдувањето. Водата веќе се прелива преку првата брана. Со 25 милиони метри кубни вода во моментов располагаат браните Глажња и Липково. Куманово ќе нема проблем со водоснабдување, а вода ќе има и за земјоделците. Раководителот на АД водостопанство Кумановско-Липковско поле Оливер Илиевски информира дека ваквата состојба последен пат била забележана во 2018 година, кога имаше прелив на браната Глажња во Липково. Успешно ја завршивме претходната сезона, навремено ја стопиравме водата и сите канали низ кои истекува, така да, као што гледате, се направи прелив на брана Глажња, целата е полна, 25 милиони метри кубни вода, ќе биде доволна и за градот Куманово, и за Липково, и за наводнување, и за пиење. Претходниот еден месец имаше доволно врнежи од дожд и имаше топење на снегот, со тоа се исполни условите за целосно полнење на браната Глажња. Тука сакам да истакнам и на нашите вработени, на целиот тим на АД водостопанство Кумановско-Липковско поле, кои се погрижија навремено да ја затворат водата, за да се акумулира за цела сезона. Успеавме до 31 јануар и бајпасот го пуштивме за ЈП водовод, им заштедивме и трошоци за струја, така да мислам дека оваа година и цела година може да им доставуваме вода на нив. Поради доволните количини и земјоделците оваа сезона можат да бидат спокојни. Ние имавме состанок пред некаде околу 10 дена во Министерство за земјоделие, каде што само во Куманово веќе е пуштена од 14 април, веќе е пуштен системот за наводнување и сите кои ќе побараат вода за наводнување ќе биде испорачане до нив. Инфраструктурните објекти ги правиме преку Министерство за земјоделие, односно инвестициона програма на влада која е донесена. Имаме проекти и за браната Глажња и за браната Липково, но имаме и проект за реконструкција на четврта грана на хидросистемот, кој е доставен до Министерство за земјоделие и се надевам дека оваа година ќе отпочне со реализација на истиот. Инаку само да кажам дека АД водостопанство Скопје во претходната година имаше многу проблеми, као што знаете. Имавме и 4 месеци вработените не земаа плата, 3 месеци немавме струја, но сепак вработените на АД водостопанство Кумановско-Липковско поле се одважија и целосно ја завршивме успешно сезоната. 24 милиони метри кубни вода се акумулира во браната Глажња, а 1,5 милиони метри кубни вода и во браната Липково, која е создадена само за стабилизација на водата, за да нема голем притисок на цевководите. Вчера вечер во 21:30 во СВР Куманово 34 годишна жена пријавила дека едно лице кое управувало возило со кое се превезувала се самозадоволувало пред неа. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Општина Куманово денеска ја посети амбасадорот на Италија. Тој со градоначалникот Димитриевски разговараше за соработката помеѓу двете земји и идните потенцијални инвестиции. Амбасадорот и градоначалникот присуствуваа и на отворање на изложба. Повеќе детали од прилогот што следува. Амбасадорот на Италија Андреа Силвестри денеска ја посети општина Куманово. Тој се сретна со градоначалникот Максим Димитриевски, но и представници на училиштата во кои што се изучува италијанскиот јазик. Амбасадорот присуствуваше и на отворањето на изложбата по повод 500 годишнина од смртта на Пиетро Ванучи, односно Il Perugino, познат сликар од Ренесансата. This is a traveling exhibition. It has been
Станува збор за патувачка изложба која веќе беше промовирана во други држави, а ќе биде промовирана и во останатите градови овде. Ова е прв град каде ја промовираме изложбата. Исто така се сретнав со градоначалникот, представници на Советот и со наставниците кои предаваат италијански јазик во училиштата. Разговаравме со градоначалникот за можностите за соработка и продлабочување на истата. На средбата се зборувало за италијанскиот јазик кој се изучува во 5 училишта, 3 основни и 2 средни во Куманово. Една од главните теми била и организацијата на бизнис форум од италијанската амбасада на која ќе се промовира индустриската зона Новине и Речица. Пред пандемијата имав можност да ја посетам областа Венето во Италија, каде што разговарав за можни инвестиции во нашата индустријска развојна зона. Тогаш покажаа голем интерес, но за жал по случувањето што се случија претежно во Италија во време на корона кризата, каде што беше погоден директно многу сериозно и овој регион, а исто така и нашиот регион и Куманово, не продолжија тие контакти, но ете сега најава повторно да се продолбочат таквите контакти, а амбасадорот потенцираше дека Република Италија е еден од најголемите инвеститори или можеби втори инвеститор по големина во соседна Србија, додека во Македонија таа се наоѓа на 6-то место по однос на инвестициите и тие би сакале да ја продлабочат соработката и да ги зголемат инвестициите во нашата држава, што секогаш се добре дојдени сите странски, но и домашни инвеститори во нашиот град. Од негова страна ми беше најавено дека во иднина ќе биде организиран бизнис форум во организација на италијанската амбасада за целата држава, каде што се ќе добие покана и општина Куманово да ја презентира својата индустријска развојна зона Новини и Речици за можни инвестиции од потенцијални инвеститори од Република Италија. Дополнително разговаравме и на актуелни политички теми, сето тоа што се случува во државата ги искажав своите ставови и видувања, а веднаш по состанокот остваривме средба и со сите наставници, професори, професорки, директори на училишта каде што се изучува италијанскиот јазик во основните и средните училишта во нашиот град. Разговаравме и нашата намера е да ја промовираме размената на инвестиција во државата. Знаете дека во минатото имавме инвестиции пред се во чевларството, но убеден сум дека има простор и за понатамошна соработка. Амбасадорот истакна и дека годинава ќе се одбележат 30 години од дипломатските односи од билатералната соработка меѓу Македонија и Италија. Ученици и наставници од Државното средно училиште Киро Бурнас се домаќини на Еразмус Плюс проектот "Енергијата помага да се зајакне економијата". Партнери во проектот се средни училишта од Италија, Полска, Турција и Португалија. Активностите кои се спроведуваат во текот на 7-дневниот период имаат цел да обезбедат учесници со повисок степен на знаење и експертиза во европската перспектива на одржливи извори на енергија, како што се сончева енергија, хидроенергија, енергија од ветер, геотермална моќ и биогорива. Приоритетот на Еразмус Плюс проектот е имплементирање на еколошки начини на решавање на енергетски кризи во редовниот наставен процес. Неопходна е психолошка поддршка на разведените партнери и нивните деца, бидејќи никој во семејството не останува имун на разводот, порачуваат психолозите. Психотерапијата овозможува подобро да ги спречиме дисфункционалните елементи, кои може да се појават во текот на процесот на развод и намалување на симптомите на депресија и анксиозност, посочува Сања Јовановска, лиценциран психолог. Психолошка помош во текот, но и по разводот е неопходна за сите застегнати страни во процесот, вклучувајќи ги и децата, порачуваат психолозите. Разводот на двајца партнери често се смета за неочекувана вонредна развојна криза и иако легалниот развод завршува за одредено време, психолошкиот процес може да трае и повеќе години. Затоа за време на процесот на соочување со развод на многумина им е потребна помош и практична и емоционална, како и правна. Психотерапијата овозможува подобро да ги спречиме дисфункционалните елементи кои може да се појават во текот на процесот на развод и намалување на симптомите на депресија и анксиозност, посочува Сања Јовановска, лиценциран психолог.
По разводот е важна психотерапијата, бидејќи поединците се соочуваат со одредени ограничувања, со одредена заглавеност во фазите на тагување, кои што мора да се минат за да поединецот функционира безсимптомно на некој начин. Психотерапијата дава шанса за личен раст и развој, за трансформација, за поглед на животот на поразличен начин. И сега медијацијата и советувањето се друг тип на работа со луѓе. Советувањето се добива и во Центарот за социјална работа, каде што нели секој развод кој што се случува во семејството има малолетни деца, минува низ Центарот за социјална работа, но тука се добива советување. Психотерапијата е од друга страна пак процес што истражува многу подлабоко, оди многу подлабоко кај индивидуата, ги афектира сите нејзини чувства и претходно, но и сега во моментот. Така да во психотерапијата од друга страна пак овозможува безбеден простор каде што може личноста да ги изрази сите своји негативни емоции кои што ги чувствува, да ги именува, да ги изрази, да научи да ги менаџира, да живее со нив. Поради тоа психотерапијата е многу важен дел и многу важен процес при развод на брак и постразводен период и при редефинирање на улоги, при ставање граници, кое семејство е кое, како ние ќе се однесуваме сега, на партнерите да им овозможи да прекинат со својата партнерска релација и да ја продолжат со својата родителска релација. Така да има тука многу што да направи психотерапијата за целото семејство и за секој индивидуа посебно, особено психотерапијата од правецот на семејна и системска, која што јас ја применувам и која што се базира на релациите во системот, а системот е и самото семејство. Психолозите потенцираат дека никој во семејството не останува имун на разводот. Бројни се последиците и ефектите во сите сфери и кај децата, не само кај возрастните. Доколку се дозволи разводот и постразводниот период да остане дисфункционален и неадаптиран, предизвикува хаос, особено врз психолошката состојба на децата. Некои деца остануваат поимуни и полесно излегуваат од ваквата криза, но кај некои разводот на родителите предизвикува последици, како што се емоционални проблеми, пониска самодоверба и самопочит, копнеш од фрлање чувство на вина за проблемите на нивните родители. Заради сите овие причини психолозите препорачуваат психотерапија, односно процес кој му овозможува на поединецот да ги препознае неуспешните модели на справување со тешкотиите во животот. Над 30 медицински тима од здравствените домови во државава во наредните 5 недели ќе ги посетуваат семејствата каде што има понизок опфат на вакцинирани лица и ќе ги информираат за придобивките од имунизацијата, ќе делат промотивен материјал и во договор со нив ќе може да се закажуваат термини за вакцинација од редовниот календар на имунизација. Ваквите теренски активности се во рамки на кампањата за промовирање на имунизација на Министерството за здравство по повод одбележување на Европската недела на имунизација за 2023. Кампањата се реализира заедно со Светската здравствена организација и со финансиска поддршка од Европската унија. Со кампањата ќе бидат опфатени 20 општини, 120 населени места, рурални и урбани средини, каде што е регистриран понизок опфат на вакцинирани деца согласно календарот за задолжителна имунизација, како и вакцинација против COVID-19. Кампањата ќе трае 5 недели до крајот на мај и се планира да бидат посетени над 2900 семејства, велат од Министерството за здравство. Во рамки на кампањата, додаваат од Министерството, постарите лица над 60 години ќе имаат можност на самото место да примат поливалентна вакцина против COVID-19 како засилувачка доза. Во продолжение на дневникот следува преглед и на вестите од Македонија. Мојата порака до сите вработени заедно со директорката е да комуницираат со другите институции и нека чекаат да се реши општиот колективен договор, така да ги надминат проблемите и да не се довидува во прашање државната матура, рече министерот за образование и наука Јетон Шакири, откако синдикатот на вработените во државниот испитен центар најави штрајк поради тоа што од Министерството за финансии не добиле согласност на барањето за изменување и дополнување на колективниот договор. Во допис до медиумите тие вчера соопштија
информација дека во случај на штрајк ќе биде доведено во прашање и полагањето на државната матура покрај другите тестирања што ги организира центарот. Шакири потенцираше дека сите имаат и правна одговорност со апел, како што рече, оваа институција да не ја користи ситуацијата кога средношколците треба да полагаат државна матура. Сите синдикати се вклучени во општиот колективен договор, значи и тие вработени кои се дел од синдикатот УПОС, јас ќе ги повикам зашто сите имаме законски обврски кога се работи за државна матура. Не може да го искористат моментот на државната матура за да ја постигнат целта. Целта на владата е општ колективен договор и подобри услови, рече Шакири одговарајќи на новинарски прашања по учеството на тркалезната маса, антикорупциско образование, пристапи и предизвици. Ако се проневери 1 денар од проектот за изградба на коридорите 8 и 10 на Бехтел и Инка, да скапеме во доживотен затвор, рече првиот вице-премиер и министер за политички систем Артан Груби во месечното обраќање во Стопанската комора на Северна Македонија на тема Бехтел и Инка, можности, предизвици и одговорности. Измените на Законот за работни односи, што се дел од пакетот закони за забрзување на реализацијата на проектот, не значат експлоатација на работниците и злоупотреба на нивните права. Не се работи за 60 часови работа, туку за дополнителни часови со согласност на работниците, рече Груби. Според него, во договорот никаде не стои исплата на пенали, а домашните градежни компании ќе имаат голема корист во текот на целиот градежен процес со тоа што над 51% од работите ќе биде од домашни ресурси. Покрај стопанственици на настанот присуствуваа и министрите за транспорт и врски Благој Бочварски, за финансии Фатмир Бесими, за економија Крешник Бектеши, како и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Ејо Простеми и раководители на други институции поврзани со проектот. Вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, задолжена за борба против корупцијата, посочи дека корупцијата никогаш нема да ја снема. Според неа, владата се бори за да им покаже и на младите, а со тоа да ги одврати од иселување, дека корупцијата се искоренува чекор по чекор. Никој нема илузија дека тие работи може преку ноќ да се сменат. За жал, тоа се работи што не може да се изменат преку ноќ. Сите активности што ги правиме станува збор за прогрес чекор по чекор. Тоа не треба да не обезхрабрува, туку да ги интензивираме чекорите и да бидат позабрзани. Тоа не е прашање на еден кабинет, една влада. Тоа е поединечна обврска. Не треба да не обезхрабруваат обидите, бидејќи корупција има, а предизвикот е да ја сведеме на минимум можно ниво, оти имаме обврска да изградиме здраво општество. Дека ќе ја сведеме на нула, тоа никогаш нема да биде можно, ниту пак во која било друга држава тоа е возможно. Таа посочи дека активности има и во координација со другите институции. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 171 возач. Од нив 14 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа 76 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 95 надвор од населено место. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со локални врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 19 степен, а минималната беше 9 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 7 до 14 степени Целзиусови. Доколку пропуштивте нешто од дневникот, може да се информирате дополнително на нашиот сајт tvplus.mk, а не заборавајте да не следите и на социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.